предлагам за крај да го повториме она што ние во меѓувреме додека траја рекламите овде го разговаравме со господин Темелко. Имено би било добро и вие, почитувани мои, да слушнете како изгледа преамбулата на албанскиот устав. Значи, како беше, господине Темелко? Видите, стварно е чудо и секогаш се чудев како е можно не се коментира во македонските медиуми уставот преамбулата на Албанија. Бидејќи сепак проблемот со албанците кој се доведе во прашање уставот на Македонија што се смена. Ден денес оригиналниот устав, ако го отворите во Албанија на преамбулата пише дека Албанија е држава на албанскиот народ и целта негова му е за национално обединување. Тоа стои во преамбулата на уставот на Албанија. Во уставот на Република Албанија. Да. Секој кој ме слуша, нака отвори од утре, нака преводи, токму така, за национално обединување на албанците. Така. И то го има во преамбулата на самата држава. Да. Па сега видете, почитувани мои, околу тој реципроцитет тука, вака, што се случува и кој реципроцитет е поголем, а кој е помал, измерете сами како тоа вака изгледа во нашево денешно обкружување, во денеска, во 21. век. Под плашт на нешто друго се разбира, што ние доправа можеби ќе го осознаваме. Бидејќи имаме уште навистина многу малку време, а многу се отвори муабетов вака при крај на емисијава, господине Темелко, и секогаш викам ми недостасува сигурно уште барем половина час. Да завршиме со она што излигува од македонската душа, што велиме, без разлика каде и да е македонецот. Ми спомнавте една песна што ја пеела вашата баба, што е исто рефлексија само на она што нели излигува од намаченоста, напатеноста, без разлика, нели зборуваме сепак за некакви минати времиња, ќе речеме. Меѓутоа и ние сме современици на едни такви мачни времиња од кои ќе произлезат некогаш можеби слични песни. Значи песната се вика "Угоре високо, удолу длабоко", замислете колку вака символичен наслов. Вашата баба ви кажала како настанала таа песна? Да, токму некогаш кој ќе ми кажуваше некои песни и баш ова ми беше интересно ко "Угоре високо, удолу длабоко", таа во Пустец жените орото го виќа на песна. Оро на песна, без музика. И баба ми кажуваше дека како девојче мало, значи како булгарите ги меа замена собрани сите мажите од Пустец и држаа на нишан, а жените ги натерваа да играат оро. И размислите во каков притисок се наоѓа жените кога своите мажи и гледаа на нишан од другата страна, а тие да играат оро. И одма замислија та песна "Угоре високо, удолу длабоко", кај да одам што да правам, нешто слично такво. Так. Значи, зборот општи е дека ако некој македонец сака да дознае за себе, за својата нација, не мора да бара неко чудо, некоја филозофија. Поголемиот дел од историјата на самиот македонец е токму во песните. Има се сме си кажале овие песни што народната поезија. Народните песни сите што неме автори, тие се од народот. Истите песни што се пее во Република Македонија, истите се пее и порано и претходниот систем во Албанија и пееме по свадби. И во егејскиот дел на Македонија имам слушнато многу песни за сите патриоти, војводи, како македонецот е борен, кој како го предал, мачен, како Бог да го бие и така надаму издајникот, предавникот. И то го имаме од секогаш ние македонците негативно. Да. Дека многу не сме за меѓу себе, не сме многу издржливи. Многу полесно да се пробие кај нас македонците, многу полесно може да се продаеме за посетен интерес. Овој случај во моментот во Албанија, многу македонци свесно и јавно го кажуваат дека јас сум член на таа и таа партија, ако не е македонска, заради тоа што ме ставија на работа. Имам деца, мора да ги хранам. Од една гледна точка ние не ги оправдуваме дека не се во македонската партија, па во себе и ги оправдаме до едно место, бидејќи си... Да, го разбираш до некаде, нели? Да.
Па сега околу таа национална стратегија, да завршиме, господине Темелко, значи рековте што стои во преамбулата на албанскиот устав. Сите знаеме што стои во преамбулата на македонскиот устав и како е тој скроен и каква држава стана Македонија според таа кројка. Во смисла на тоа би сакала само малку да се надоврзам на таа поддршка што вие ја очекувате од овде. Особено ја очекувате преку, не знам, пратениците или дипломатите или амбасадорите македонски во Албанија. И велите дека еве се среќа во последно време имате и во тој поглед една личност на која така со надеж може да се очекува дека соработката ќе продолжи. Зборувам за амбасадорката, нели, актуелна во Република Албанија. Ви посакувам многу голем успех во наредните избори. Членство во парламентот исто така ќе биде прво и историско веројатно за македонците во Албанија. А Македониум од своја страна ви стои на располагање за било кој проект што од таа страна ќе имате потреба да го обнародите, да го објавите и да побарате поддршка од македонската јавност. Па добро, ако е за крај, и јас ви благодарам за вашата покана, вистина. Сакам, ако користам ова прилика, да дадам еден апел до сите македонци, слушатели на ваша телевизија и било каде да се сите македонци, дека поврзувајќи се на последната тема за издржливоста на македонецот, дека и овој притисок ќе го издржиме ние македонците, ќе го зачуваме идентитетот, името и со надеж. И можеби ќе станеме помудри и попаметни за воиднина. Или, што би рекол народот на пообичен збор, конечно да ни дојде умо да сватиме дека мора да мислиме да се осветиме на себе си, на својата нација, и на македонската иднина. Нација. Таа нација ќе не води натаму. Како што и досега не водела сите овие векови наназад. Ви благодарам за гостувањето, поздравете ги многу во Пустец кога ќе се вратите и реков ви стоиме на располагање за се што ќе имате потреба јавно да го кажете или да го презентирате, да го изразите од таа страна на границата. Вистина чест ми беше што присуствував на ваша телевизија, уште еднаш поздрав до сите. Ви благодарам. Да. Почитувани наши, мораме да завршуваме, затоа што следна програма на нашава телевизија, како што знаете, Јади Бурек и Јанко за некое време. Јас ви посакувам пријатна вечер со програмите на Скајнет и ве поканувам веќе во петок во 20 часот, кога наш соговорник ќе биде отец или неговото преосвештенство, отец Пимен, една интересна духовна личност која ќе проговориме на теми кои не задираат сите нас. Значи, до петок ви посакувам се најубаво.